Добро утро, почитувани. Добре дојдовте во уште едно издание на отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена Информација, точна и навремена или ИТН. Значи, ако сакате да бидете најдобро информирани додека удобно сте во своите домови и се подготвувате за на работа или си го подготвувате првиот чај или кафе за себе, што и да правите, најдобрата фреквенција за да бидете информирани од прва е телевизија Нова и отворената утринска програма наречена Информација, точна и навремена или ИТН. Кои се трите теми на кои што ќе му абитиме ова утро? Првата вели колку сме во чекор со светската стоматологија. Доктор Бруно Николовски од Етир на Дент ќе биде во студиото на телевизија Нова и ќе можеме секако заедно јас и вие да го прашуваме како и секогаш така и овој пат оваа среда. Со професор доктор Благица Ризовска-Ванич заедно прашуваме на тема мотивација или демотивација или ако сакате подобро задоволство од работата и задоволство од животот или колку сме задоволни од себе самите. Можеме ли нешто да сториме на таа тема? Тоа е тема некаде по 8:15, 8:20, затоа секако бидете на фреквенцијата на телевизија Нова заедно со уште едно издание на отворената утринска програма наречена Информација, точна и навремена. И само ви кажувам која ќе биде и третата тема. СОС детското село. Никогаш не ни биле на гости, па сакав ова утро директорката заедно со Александра Спасовска, значи девојката која што одговорна за пиар во СОС детското село, ќе бидат наши гостинки. Тоа е во третиот блок или како ние велиме третите гости, некаде по 9:20 минути. И за сите отворени прашања и дилеми за тоа од кога постои СОС детското село кај нас, од кога постои воопшто во светот, некаде 49-та во Австрија првото СОС детско село формирано, колку сите ние сме свесни или можеме да помогнеме или помагаме и што да направиме ако сакаме да помогнеме. Имаат тие честитки, имаат календар, ќе има место со срце едно кое што ќе биде отворен ден на 27 декември, за сето ова некаде по 9:20 со нашите гостинки. Време е да отвориме и првата тема во денешното издание на отворената утринска програма на телевизија Нова наречена Информација, точна и навремена. Вели вака, колку сме во чекор со светската стоматологија. Доктор Бруно Николовски од Етир на Дент е ова утро заедно со нас. Веќе сме договорени стикоја втора среда, некако вака ќе се дружиме со Етир на Дент, а вие ќе ни кажувате што е она најновото во однос на стоматологијата и нели денеска за тоа, но и за ред други теми и дилеми кои што ги имаат нашите гледачи, ги покануваме и нив да ни се јават секако. Доктор Николовски, што се денес ни стои на располагање како новитет во стоматологијата и можеби тука и нели некаква паралела ако може да направиме каде е Македонија во однос на светската стоматологија. Добро утро први на сите гледачи на вашата телевизија и благодарам на поканата. Драго ми е што и утрово ќе се дружиме заедно. Драго ми е што ќе позборуваме малку нова тема која што и малку поблиску ќе ги запозна и доближи гледачите со она што се им се нуди на располагање во однос на нивните потреби за севкупно орално здравје. Стоматологијата како медицинска гранка и научна дисциплина чекори со брзи чекори напред. И секојдневно сме сведоци на нови изуми, нови технологии кои за среќа можеме многу брзо и многу често во речиси сите наши интервенции да ги имплементираме кај пациентите. Постојат голем број на технолошки иновации кои ги користиме во одредена фаза или во целата фаза на лекување кај пациентите. Тука е таксативно би ги наброил најголемите придобивки на кои најмногу се радуваат пациентите. Тоа се во прв ред локалните анестетици без кои што голем дел од пациентите не седнуваат кај стоматолог без нивна примена. Потоа се, да речеме, употребата на рентген системите, денес актуелни дигиталните рентгени, кои имаат придобивка кај пациентите во смисла на многу помала инвазивност, помало зрачење, значи послаба експозиција во однос на конвенционалните класични снимања во минатото, па тие се усовршуваат кон се посовремени начини на снимање, како што е например компјутерската технологија и е најсовремената од тој тип е 3D или комбим техниката. Потоа се тука ласерите како современи алатки кои наоѓаат широка примена во
лекувањето, во разобавувањето, значи не само во терапијата, туку и во естетските корективни процедури кај нас. Поседуваме алатка, еден софистициран систем за рана детекција на првичните промени на оралната слузница, значи на меките делови во устата. Тука ги вклучуваме непцата, јазикот, образите, кои ќе детектираат се она што ни е сомнително и за кое што не мора секогаш да се превеземе нешто, но може да биде доволен аларм за да ги упатиме пациентите што понатаму. Потоа влегуваат многу други процедури, како, например, корекцијата на непцата при насмевка, употребата на ласерот не само кај меките ткива, туку и пломбирањето, кое што предизвикува исто голем интерес кај пациентите, особено кај оние кои што имаат страф од стоматолог, страф од тие конвенционални бушалици или средства за стругање на забите. А како има? Што има? Што има ново? Па ласерот е една Добро. една алатка која што наоѓа широка примена дури и во лекувањето на кариесот. Значи тука не е намалена непријатноста кај пациентите, особено кај оние од најраната возраст, кои се многу исплашени од посетата на стоматолог, а тоа треба да го земеме во обзир, бидејќи во крајна линија тоа може да предизвика и траума за цел живот. Така. Па да створиме една одбивност, една фобија кон стоматолог, и на тој начин се трудиме да повеќе да не сакаат и попријатно да се чувствуваат кај нас на нашето столче. Така е, да. И сега, колку сите овие работи кои што ги споминавте, ги олеснуваат или го отежнуваат, нели, разубавувањето на устата или оралното здравје, како во целост? Така. Оралното здравје го започнуваме со запознавање на пациентот како тоа да го постигне и како тоа во иднина да го одржува. Значи тука неминовно мора да се вратиме на првите чекори, односно редовното и правилно четкање на забите, употребата нели на четка и паста за заби, но и помошните средства за одржување на таа хигиена. Тука влегуваат денталните конци, малите интердентални четчиња за исчистување на оние тесни меѓузабни простори кои се најтешки за исчистување, значи најтешко достапни и од каде што тргнува и почетокот на воспалување на непцата, но и најчесто кариесот помеѓу забите. Во контекст на новите технологии, тука може да ги вброиме и така наречените водени конци, односно апарати, кои се налик на ултразвучното чистење кај стоматолог, но се со помала јачина и врз база на вода, значи ништо токсично, ништо страшно, се исчистуваат секојдневно во домашни услови, а наместо вода може да се употребува дури антиплак раствор, односно било кој од оние средства за плакнење на устата. Добро. Како може да дефинираме убава насмевка е следното што ве прашувам. Да. И во тој контекст ве прашувам уште нешто. Вие сите работи кои што ми ги кажавте, нели во однос на современата технологија и развој. Овако ќе ги видиме девојкиве од шоу бизнисот, светски и така натаму. Тоа нема врска со нивната убава насмевка. Така тие ги кои искористиле сите можни удобства, како да кажам, на современата стоматологија за да изгледа нивната уста така. Да не се разочаруваме премногу. Убавата насмевка подразбира секако убава и здрава насмевка. Меѓутоа, убавата насмевка не подразбира само бели заби. Значи, тука имаме еден мултидисциплинарен пристап за севкупно средување на таа убава насмевка, бидејќи па од друга страна насмевката представува првиот впечаток кај секој човек кој што нели нема реприза. Убавата насмевка може да се постигне со правилно подредување на забите. Убавата насмевка подразбира заби кои што немаат кариес, заби кои се правилно наредени во својот забен низ. Освен забите кои што прво ни доаѓаат нели на увид при запознавање на некоја личност, тука се и тука многу големо влијание имаат и непцата и нивната состојба. Значи отсуство на било какви симптоми или знаци за воспалување на непцата, кои секако пак во контекст на нашата денешна тема можеме да се пофалиме дека успешно го третираме и успешно го опаравуваме со употребата на ласерот, например. Тенденциите на новите технологии и нивната примена ни годи и нам, меѓутоа многу им годи и на пациентите. Ни олеснува работата нам, ни го скратува времето потребно за
интервенција во уста, што од друга страна го скратува времето потребно за минување на стоматолошкиот стол, бидејќи на крајот секој пациент сака што побрзо да стане од нашето столче, а секако дава и негова попријатност при изведување на овие интервенции. Значи имаме помала инвазивност, помало оштетување на забите, скратена процедура и слично. Така. А постои ли начин на корекција на преголемата видливост, да речеме, на непцата во таа убава насмевка? Така. Комплетирајќи ја насмевката како целина, значи достигнувајќи ја она розево-бела естетика, се осврнуваме освен на здравието и интегритетот на самите зъби и на здравието и состојбата на меките ткива, односно гингивите или непцата. При широка насмевка има лица кои што имаат поголема видливост на тој розев дел, односно гингивата при насмевка. И за среќа денес со употреба на новите технологии можеме многу полесно, многу поедноставно, побрзо и со многу помали постоперативни тегоби да достигнеме регулирање на тој сооднос, односно можеме да го подкренеме, едноставно кажано, новиот врат на зъбот, да направиме нови контури на непцата, односно онаа брановидна линија каде што преодот помеѓу розевиот и белиот дел при насмевка. Например, кај нас употребуваме долги години веќе ласер и за таа примена, па не употребуваме никакви сечива, никакви скалпели, не употребуваме потоа конци, односно нема шиење, па и затоа и постоперативната нега и тој период е многу поскратен и полесен и попријатен за пациентите. Секогаш мора да се водиме по одредени параметри, бидејќи не можеме произволно колку сакаме тоа да го правиме. Сето тоа треба да го изведеме во однос на почитување на соодносот помеѓу зъб и непце, односно должината на коронката или видливиот дел во устата на пациентот и оној дел кој што не го гледаме во устата, тоа е коренскиот дел и коската во која што е всаден секој зъб. Па тргнувајќи од најкратките и најлесни и најмалку инвазивни методи со само така наречено гингивопластика, односно откројување на непцата, меѓутоа и респектирајќи ја така наречената биолошка ширина, запазувајќи го значи тој дел во услови кога имаме потреба од поголемо откројување или отворање на зъбот, одиме и со симнување на делот коскеното ткиво внатре, па тоа веќе ни влегува во така наречените хируршки процедури. Коскено ткиво. Ама тоа се со ласер, па не боли или боли? Се со ласер, со делумна употреба на анестетици, каде што е неопходно така да до максимум се респектира комфорот на пациентот. Супер, да. И сега кога сме кај тоа комфорот и убавата насмевка, колку всушност сите ние, како граѓани, ги искористуваме придобивките? Или колку сме информирани? Колку, еве, на овој начин и сакаме да, нели, сето она што не ни се допаѓа во нашата уста, нели, воопшто во однос на насмевката, да го коригираме? За среќа, многу е зголемен интересот кај пациентите, што се должи на повторно достапните технологии, например интернет, достапноста на сите информации, новитети, кои ни стојат на располагање. Секако ние сме тука како стручни лица кои треба да им објасниме на пациентите што се можат да придобијат, што се можат да побараат од нас и дали на крајот сето тоа е изводливо за нивната состојба, меѓутоа благодарение на лесната манипулативност и неинвазивност на овие техники, во најголем дел од случаите се е возможно и доколку не во целиот тој пакет на разубавување, барем во одредена фаза користиме различни алатки и на тој начин ја разубавуваме нашата насмевка. А можеме ли да ги осветлиме темните и модри непца? Така. Тоа е една од естетските корективни процедури за кои има се повеќе интерес кај популацијата. Нема лимит во возраста, значи тоа се работи и кај помлади и кај возрастни пациенти. Се изведува многу кратко, многу лесно, многу брзо, значи зборуваме за некои 10 до 15 минути интервенција, не секогаш дури во употреба под локална анестезија, значи во најголем дел од случаите и без употреба на локален анестетик, се изведува на тој начин што со употреба на ласерот одиме до длабочината на ткивото, на епителот во гингивата, поточно до базалниот слој, каде имаме едни посебни клетки меланоцити кои продуцираат меланин. Тоа се всушност темните пигменти кои ја даваат онаа пребоеност
на непцата, која што може да биде ограничена околу одреден зап или во цела видлива естетска регија во фронтот, се прави така наречено абладирање и се отстрануваат тие темни полиња. После тоа е многу кратко и многу попријатно за здравувањето, бидејќи не употребуваме никакви инвазивни методи, немаме ниту шиење, ниту потреба од некакви додатни интервенции после тоа. А од она што мене ми останало во сеќавање, модрите непца всушност имаат врска со гените или има врска со тоа дека понекогаш нели е тоа мртов дел на забот, пообично така се појавува помодрениот дел, да речеме, на непцата. Тоа се два различни момента. Значи кога зборуваме за потемнување како причина на како резултат на непцата како резултат на преголемо присуство на меланин, на тој темен пигмент, тогаш го изведуваме она гам бличинг или обезбојување и осветлување на непцата. Зашто зборуваме пред малку. Што го спомнав, она што ме прашавте, темни полиња околу вратовите на одредени заби, тоа најчесто се случува кај постарите и конвенционални, за сега веќе многу поретко употребувани типови на вештачки изработки. Значи кај коронките или мостовите кои во минатото се изработува од оној класичен метал или класична метална легура, знаат да предизвикаат низ времето потемнување на вратовите и појава на така наречени темни сводови, односно темни вратови на забите. Тоа се променува секако, меѓутоа најчесто оди со промена на таа конструкција, денес веќе со современите безметални конструкции кои немаат воопшто метал во својот состав, туку целосно од скелетот па се до најповршинските слоеви се керамички, односно порцелански. Супер. А можеме ли да ги разубавиме нашите заби без стругање и без поштетување? Да, во контекст на придобивките од новиве иновации и технологии, постојат дури и процедури за целосна неинвазивност врз забите. Тоа се однесува главно на забите во предниот сегмент, значи на видливата естетска зона или забите во интерканинскиот простор, забите помеѓу тројките напред. Се изведува на тој начин што земаме отпечаток кај пациентот кој што се праќа во лабораторија и врз база на изработениот модел од устата на пациентот се изработуваат тенки порцелански лушпи кои само се цементираат, односно поставуваат од предната страна на забите. И тоа има. И инстант решение за кратко време во само 2 посети без никакво стругање и оштетување на забите, добиваме максимална естетика, индивидуално изработена за секој пациент по форма и боја каква што му е потребна. Тука исто би сакал накратко само да потенцирам. Ми е јасно се. Значи одам јас доаѓате вие на стоматолог и ме прашувате дали може меѓу тројки са двојки единици, така? Вклучувајќи ги тројките, зависно од големината на ширината на насмевката, се оди некогаш и на преткатниците, односно забите четворки и петки. Просто кажано, доколку се тие исто многу видливи во насмевката. Земаме отпечаток од вашата уста, кој што трае 5 до 10 минути, тоа се отпечаточни маси, кои денес, еве да се навратиме на темата денешна, дури самиот метод на отпечатување на устата, имаме ситуации во кои што може да ги искористуваме и така наречените фотоотпечатоци, односно скен на забалото, вклучувајќи го тоа и тука и забот и непцата, значи поставеноста на забот во вилицата. Потоа, дали е конвенционално земен во лажица тој отпечаток со отпечаточна маса или земен со така нареченото фотоотпечатување со новите скенери кои ни стојат на располагање, го испраќаме тој отпечаток во техника и забните техничари во лабораторија изработуваат модел. Врз база на тој модел се креираат, се прават тие порцелански фасети. Тоа многу добро, многу едноставно, многу современо и звучи, ама не треба никакво во дел од стругање? Во дел од потребите на пациентот, доколку нема некои преголеми испупчувања или исфрлање на зголемен забен лак, каде што со постават на тие фасети би добиле плюс ширина на забот, па и подоминантни заби. Во сите останати услови, значи, можеме да направиме фасети и да го разубавиме тој лак без никакво стругање, значи да направиме дури корекција во смисла на ротирани заби еден врз друг во недостаток на простор, значи и мали аномалии се коригираат воопшто без никакво стругање на забите.
но да потенцирам, значи тоа се посебни брендирани Lumineers фасети кои се изработуваат во сертифицирана овластена лабораторија. Ние сме единствени во овој дел од Европа лиценцирани за работа со нив и се изработуваат со испраќање во техника, враќање назад и во следната посета веќе на пациентот ги добиваат назад во уста по пат на цементирање, односно постава на предната страна од забите. И ова го знаат луѓето? Веќе да, веќе имаме огромен број на пациенти кои што го ја бараат и ја добиваат ова услуга и се пресретни на крај кога ќе видат за кратко време без никаква мака и болка што добиваат. Супер, а што ако немаме заби во устата? Што тогаш? Тогаш не може да пристапиме на вакви интервенции, но можеме благодарение на имплантите, например, да ги надополниме празните места во забниот лак. Тоа може да бидат и предните, и задните, значи и бочните заби. Придобивка од употребата на имплантот е што ги зачувуваме соседните заби. Забите пред и зад дефектот неоштетени, значи без воопшто стругање, се поставуваат импланти во делот каде што ни е потребно да имаме заби. По правило за секој изгубен заб се поставува имплант, меѓутоа свесни каде се наоѓаме и базирајќи се на куповната моќ на клиентите, на пациентите, честопати правиме употреба на помал број импланти во однос на загубените заби, па врз имплантите изработуваме мостови. И тоа е, речиси, едноставна процедура, меѓутоа спаѓа во оние хируршки процедури, каде што имаме правење на еден мал резен, постава на имплантот во посакуваната и испланираната позиција и затворање на ткивото со конци, односно сутури. Тие може да се отстранат доколку се класично употребени конци или пак доколку се ресорптивните самите се разградуваат. И по периодот од прилика 3 до 6 месеци, зависи од локалните услови во уста, зависи од имплантниот систем кој е употребен, следи периодот на протецката фаза, односно постава на забот, односно на супраструктурата и коронката вештачка врз имплантот, односно делот кога веќе пациентот ќе примети во устата дека има нов изникнат заб. Супер. А кажете ми во однос на ова дека нели современата стоматологија ни дава можности да видиме како тоа, нели сликата добиеме, ама вистинска, онаква реална слика на тоа, како би изгледало нашето забол, односно нашата уста, нашата насмевка. По интервенцијата. Да, по интервенцијата. Да. Главно за... Како пред и потоа, ама баш така, потоа го имаме... типично пред и потоа. Пред да биде потоа во уста. Главно за естетските процедури, што се однесуваат на предниот дел од забниот лак, вклучувајќи ги тука и Lumineers фасетите, меѓутоа и коронките, односно оние малку поинвазивни методи кога имаме прекривање на остатокот од својата забна супстанца под некаква протецка конструкција, овозможено е да им понудиме на пациентите да видат како тоа на крај би изгледало. Тоа се прави на повеќе начини, значи може да се креира произволно врз база на сугестија на докторот, како би му прилегало на пациентот, меѓутоа не само тргнувајќи од естетскиот момент да пациентот многу му се допадне новата насмевка, туку секогаш мора да респектираме и функцијата која што тој треба да ја употребува, да ја добие за да тоа решение трае. Тоа може да биде, нели, како што спомнав, врз база на наши препораки, интерактивно со желбите на пациентот, сугестии негови, меѓутоа може да биде и дизајнирана софтверски, значи со употреба на компјутер, кој што врз база на повеќе параметри, земајќи ги, например, контурите на лицето, големината на устата, ширината при насмевка, потоа при изборот на боја, тука е тенот, бојата на белката во окото и слично, може да се искреира една насмевка за која што пациентот би видел дали му се допаѓа, а потоа повторно во соработка со него да каже дали сака некое дополнително заоблување, заоштрување, прередување на забот, зголемување или стеснување на лакот и слично. Значи тука во голема мера доаѓа и индивидуалниот момент до израз кај пациентот за да сепак го разубавиме, меѓутоа да не се изгуби оној личен печат кој што секој од нас го има.
И сега гледајќи во вашите зъби, нели како велат, кога одиш кај фризер треба да има тој убава фризура, кога одиш кај стоматолог, тој треба да има убави зъби. Вие колку од оваа вашата цела можност, да речеме, на современата стоматологија имате искористено за својата усна? Имам, не дека немам, и искрено да се каже кога нешто се работи, а сме задоволни после од тоа. Најголем дел ми е мајка природа. Не видите како може да изгледа. Точно. Меѓутоа имаме и многу големи придобивки, сме среќни нели од сето тоа на крај кога ќе видиме како изгледа. Јас во мојот случај имам белено зъби. За среќа природната боја на моите зъби, да речеме, не е многу темна, па тоа белило ми трае многу долг период. Инаку, ако зборуваме за белење на зъбите, се очекува да ефектот од белилото биде изразен во години, значи не дека нешто треба да се повторува тој многу често, меѓутоа и влијание тука имаат и животните навики, значи одржувањето на хигиената, типот на храна и пијалоци кои се конзумираат и слично. Потоа имам една фасета направено, налик на оние што ги спомнав преска. Сите значи, тие порцелански. Порцелански, значи тоа се тенките порцелански лушпи кои што се аплицираат врз зъбот и на тој начин имам достигнато убав лак. Па секогаш имаме простор за доусовршување, меѓутоа коректна форма и поставеност на зъбите, и естетски нели запазени, меѓутоа како што спомнав и обезбедени во функција во иднина, за да не би ја компрометирале работата и да не дојде пациент кој што би ни се пожелил дека не знам некоја рапче, некоја ивица, некој дел од било која изработка пречи или за жал го напукнал, одронил и слично. Супер. И сега додека вие ми го одговарате последното прашање, само да ги поканам нашите гледачи. Првиот од вас или најбрзиот на 2402-002 или 2402-005 ќе добие чистење на зъби подарок во Етернадент. Ајде бидете брзи, а ние имаме уште некоја минутка само да ми кажете, нели зборувавме за тоа каде сме во однос на светот, ама генерално според вас каде е Македонија во однос на светската стоматологија? Користењето на придобивките, да речеме, од современата. За среќа, низ времето се полесно достапни и за многу пократко време можеме да ги исползуваме придобивките од овие нови иновации и технологии. Можам слободно да кажам, компарирајќи со Европа, развиените западноевропски земји, па дури мој лично искуство од остварениот престој во малку на исток, во Јужна Кореја бев на усовршување. Иако тие се отворени голем пазар со домашно производство, сепак можам гордо да кажам дека Македонија лесно и многу брзо, многу достапно е во контакт со новите технологии. Не заостануваме многу назад, можеби ни треба малку повеќе време додека тие дојдат. И ние како граѓани да се научиме. А секако да, и тој е едукативен момент кај пациентите, меѓутоа сме многу среќни бидејќи можеме многу лесно и многу често да ги исползуваме при потребите за било какво, дали лекување или разубавување. Сега имаме време само уште да речеме добро утро кому? Добро утро. Добро утро. Како сте во утро? Добро. Еве јас гледам емисијава. Да, добро. Научивме нешто заедно сите, нели? Да, така е. Така, да. Иначе редовен сум посетител на стоматолозиве. Браво. Стоматолошката, редовно, да. Браво, браво. Одржувам зъбите. Па сега имате ви едно чистење во Етернадент, а каде е, што е, ќе ви кажеме по овој разговор. Важи така? Добро, благодарам многу. Така, ви благодарам и вам за јавувањето. Имајте убав ден. Прва како ќе се слушне дека некој одржува зъби и внимава на своето орално здравје. Му благодарам на доктор Бруно Николовски што ова утро беше заедно со нас и ни кажа дека не сме далеку од светот во однос на современите технологии и искуства во стоматологијата. Ви благодарам на поканата. Драги мои, одиме ние натаму. Отворената утринска програма на телевизија Нова, наричана информација точна и навремена, продолжува натаму со своето утринско патување. За некоја минута веќе во 8 часот тука ќе биде повторно колегата Исо Мухич да ни ги каже најновите информации од земјава и светот. Останете на телевизија Нова.
Во отворената утринска програма на телевизија Нова наречена информација, точна и навремена или ИТН, имаме навистина интересна тема со нашиот гешталт терапевт. Сите сме на терапија ова утро, ќе ни каже таа како најдобро до задоволство од работата и воопшто задоволство од самите себе или задоволство од нашиот живот. Велам добро утро или веќе добар ден? Добар ден, ја? Или добро утро е се уште? Се уште добро утро. Добро утро, да, за професор доктор Благица Риза-Скаванич. Добре ни дојдовте. Зборувавме за мотивација и демотивација и некако е продолжение, како велите вие, на оваа тема. Нели, како беше тоа, ако сме доволно мотивирани, тоа значи дека сме и задоволни во однос на работата, па и воопшто во животот по тоа. Така, значи мотивираноста високо корелира со задоволството, така да доколку имам голем мотив да задоволам одредени потреби и успеам да го направам истото, она што следува е задоволство или доживување на би рекла во најголем дел од ситуациите големо количество на среќа. Значи задоволството е како корелира и со нивото на среќата кое што го чувствуваме. Така да за да се биде задоволен, нели, потребно е да се има потреба која што најчесто побарува одредена акција или побарува поставување на одредена цел која што понатаму нели би не мотивирала да спроведеме одредена акција која би довела до комплетирање на нашиот круг на доживување, тоест затварање на циклусот и задоволување на она што недостигало на организмот. Сега во минатиот пат зборувавме за нели што тоа представува, што представува тој круг на доживување. Јас би продолжила во правец на тоа како луѓето ги поставуваат целите или на кој начин ние би требало да ја поставиме целта за да биде видлива и во исто време остварлива. Среќата. Така. Затоа што во најголем дел од случаите ние многу често ги мешаме желбите со целите. Значи, кога ќе кажеме јас сакам нешто да ми се оствари или сакам нешто да постигнам, тоа не е доволно за да се активирам да тргнам кон остварување на истото. Значи сакаме желба и е убаво да се има желби. Меѓутоа, пак ќе кажам, не го стимулира нашиот организам да се покрене, да се мобилизира и да направи одредена акција. Многу е побитно да направам, би рекла, да добием на многу специфична слика за што е она што сакам да го постигнам на крај. Значи, ако, да речеме, желбата ми е да напредувам во кариерата, многу е нејасно што значи да напредувам во кариерата. Значи, треба конкретно да се кажеме што сакам. Конкретно цел представува кога многу специфично ќе навлеземе во што значи напредок во кариерата. За различни луѓе ова е нели различно толкување на напредок во кариерата. За некого тоа представува нели да добие нова позиција, за некого представува да добие повеќе одговорности на работа, за некого представува да биде повеќе признат, познат, да има одреден имидж на работа, за некого представува да совлада нешто ново, за некого да има повеќе колеги што го сакаат и почитуваат и така натаму. Така да за секого индивидуално е многу битно прво да се дефинира. Што значи за мене да напредувам во кариерата? Многу специфично. Кога ќе го остварам тоа, каде ќе го остварам тоа, на кој начин можам да го остварам тоа? Нели, без разлика за што се работи. Исто така, втората димензија или вториот аспект кој што треба да се земе во предвид е како ќе мерам дека сум остварил било што. Значи, целта напредокот треба да е мерлив. Значи, треба да знам чекор по чекор дека јас правам секојдневно нешто ново и подобро кон целта. И подобро кое што нели ме води кон остварување на целта. Исто така треба да проверам дали е ова реално. Значи, убаво е јас да сакам да напредувам. Тоа е многу важно, ми се чини. Меѓутоа, убаво е да имам желба, убаво е да имам своја визија, меѓутоа, дали таму каде што сум, во околностите во кои што сум, такво нешто е реално. Значи, проверувањето на реалноста на целта и такако е нели многу битен аспект, затоа што ако јас можам да имам најубава идеја за отварање на бизнис, да речеме да отворам
француска книжарница во Куманово или во Виница, каде што да речеме има многу мал број на луѓе што зборуваат француски. И супер е тоа како бизнис идеја, меѓутоа ако нема кој да ми ги купува книгите, значи идејата ќе пропадне. Така да проверувањето на колку е ова реално е и такако битно во самиот процес. Исто така колку е ова достижно, во смисла на колку јас имам ресурси за да го остварам сето тоа. Значи за да напредувам во кариерата треба да се посветам повеќе, да дадам повеќе, да вложам повеќе труд, да инвестирам повеќе време, да останувам можеби подолго на работа. Значи дали има во меѓувреме, нели, кој да ги извршува домашните уврски, дали имам доволно услови да речеме да инвестирам финансиски во некакви обуки или дополнителни тренинзи кои би ме довеле до напредок во кариерата. Значи да проверам колку е ова достижно на вистина за мене во одреден временски период и нормално периодот до кога. Значи до кога би требало да напредувам. Така да мора да си дадам некоја временска рамка. Значи би рекла овие се 5 аспекти кои што се многу битни за желбата да се претвори во цел. Бидејќи кога ќе видам што точно сакам, колку сум реална, колку е достижно, временски определено и како исто да ќе го мерам, значи веќе организмот е програмиран или веќе размислува да веќе е во движење, веќе превзема акција, да тргне во акција, и точно знае што треба да направи за да нели се оствари целта. Доколку не го направам ова, тоа е како да ви ги врзе некој очите, да ве нели заврти со грб и да ви каже ајде сега гаѓај во одредена мета. Колкава е веројатноста да погодам. Значи, можеби на среќа, на 101-виот пат ќе успеам или ќе бидам блиску, меѓутоа, пак ќе кажам, многу е мала веројатноста да успеам доколку не ја гледам целта. Значи, една од клучните работи кои што клиентите, значи вработените или луѓето со кои што работиме континуирано или преку тренинзи или преку индивидуални средби и исто така и коучинг, е тоа да научат да поставуваат вакви така наречени смарт цели или паметни цели, кои што ќе им овозможи да добиете на нова перцепција за што е она што треба да го остварат. И тука малце е патот полесен, бидејќи може да се организира во мали чекори, бидејќи ако поставам јас нешто големо и ми изгледа леле како сега. Например, не знам, сакам да ослабам 20 килограми и ми изгледа мисија невозможна. Меѓутоа ако ја поставам на овој начин и тргнам чекор по чекор, секој ден правам малку по малку и такако станува остварливо и возможно, би рекла. И задоволувачко на некој начин, бидејќи веќе немам онаа првобитна фрустрација дека јас ова не можам да го направам, туку веќе ми станува возможно и видливо и многу е мотивирачко да тргнам по патот за кој што знам дека сега можам да го остварам. И е реален, достижен, знам да се организирам, знам во кој правец одам и во исто време, значи, знам што ќе добијам или можам да се видам себе си на крајот. Тоа е исто така многу битно. Кога ја поставувам целта да можеме веќе да ја замислиме сликата како ќе изгледам кога процесот ќе заврши. Како ќе изгледам јас среќен. Како ќе изгледам јас среќен, реализиран, да речеме, или сум, еве ако сум напредувал во кариерата, каква е сликата? Што значи тоа за мене? Значи каков е крајниот исход? Значи потребно е да е потврдно, афирмативно, позитивно доживувањето, за да бидам нели мотивиран и исполнет во процесот на задоволување на потребата. И кога сме кај тоа среќа, таа колку трае потоа, нели? Само е минлива и потоа не носи кој нешто следно или мора некој следен чекор? Зборувавме за мотивација, па ни рековте дека секој исполнување на тој круг на задоволство не носи веројатно кој некоја отвара нова вратичка. Во човековата природа е да континуирано има потреби кои што доаѓаат една после друга. Значи кога ќе задоволам една потреба, во случајот еве спомнавме напредувам во кариерата, веднаш се отвара нешто ново. Сега сакам повисока плата, да речеме. Значи тоа е еден циклус кој што трае до крајот на животот. Да, и тоа е мотивот за да растеме и се развиваме и нели доживуваме прогрес или одиме напред. Ние најчесто тој дел го користиме. Сега колкаво е доживувањето на среќа е многу релативна работа, индивидуална работа.
Значи, во однос на тоа кои се тие фактори кои што доведуваат до чувство на задоволство или исполнетост или доживување на добра состојба, има доста истражувања и многу, би рекла, теорија во врска со сето ова, кое што вели дека, да речеме, по младите луѓе и по старите луѓе или луѓето во трето доба се посрекни од оние што се во средно доба. Пред се помладите се многу поголеми ентузијасти, еве и во процесот на влегување на работа во таа рана фаза им е интересно, значи нема, да речеме, домашни обврски, имаат нивни семејства, значи завршиле со своето образование, па влегуваат како многу мотивирани, многу ентузијастични, многу среќни на работа. Се додека не дојдат до онаа зрела фаза, која што истовремено некако оди со приватните уврски, каде што веќе екзистенцијата не е само за нив, туку треба да обезбедат екзистенција и за своето семејство, значи треба да се стекнат со, сопствен кров над глава, да го обезбедат семејството, значи тука веќе нема можност за сакам, не сакам или можам, не можам, туку, уврските ми се тука и јас морам да ги задоволам како такви. Така да оваа борба за, би рекла, екзистенција некако во ова зрело доба ги враќа луѓето на оние првобитни потреби. Значи, ако нема можност јас да го реализирам тоа на соодветен начин, веќе доаѓа до големо ниво на фрустрација и блокада. Затоа што сум цело време окупиран со тоа дали ќе имам доволно за себе, за семејството, дали ќе имам со што да ги нахранам, дали ќе имам со што да ги испратам во училиште и така натаму. Чеко оваа база е разнишана. Тука веќе нема простор за повисоките нивоа на потреби, нити пак повисоки цели, иако многу луѓе се трудат да направат некаков баланс и уште да инвестираат во себе па да се реализираат на одреден начин, меѓутоа пак ќе кажам тоа се ретки луѓе, кои што горе-долу имаат тука темел или доживуваат дека имаат темел. Не мора да го имаат реално, меѓутоа нивното доживување дека се стабилни, па сега можат да прават или да поставуваат некои други цели. Во најголем дел зборувам во оваа средина во која што ние што живееме, ако темелот е различен, целиот фокус е на екзистенцијалните проблеми и тука многу малку останува време за некакви дополнителни цели, би рекла, за напредок. Сега исто така има еден тренд на крајот на кариерата, кога веќе луѓето имаат одредено доживување дека се што можеле да направиле, веќе децата им се пораснати, значи веќе се реализирале како родители, направиле одреден исчекор за себе во својата кариера и тука нивното ниво на среќа или нивното ниво на задоволство благо се покачува, би рекла, или доаѓа до едно ниво на доживување на себе реализираност која што и такако е пријатна за тие луѓе и во овој период се најдобри да бидат ментори на луѓе во што се во средно доба или новите вработени и да ги мотивираат. Постарите се многу би рекла погодни во тој момент да ги мотивираат луѓето кои што се помлади и кои што мислат дека ако најдат на одреден проблем, ќе дојде крај на светот. Најчесто во помлади години такви се доживувањата, меѓутоа кога ќе слушнеме некој постар човек ни што све поминал и преживеал и како може да делува мотивирачко, би рекла. Така да во овој период се многу подобни за ментори и тренери, како што кажа. Исто така меѓу мажите и жените постои разлика на доживување на задоволството и среќата. Скоро во сите истражувања на кои јас најдов, мажите се посрекни и позадоволни. Посрекни се? Да, за разлика од жените. Ке се кладем дека е поинаку. Особено во делот на задоволство од работата, пред се заради тоа што жените секогаш се во конфликт на улоги. Значи, дали сум кариерист, дали сум мајка, дали сум сопруга, која ми е побитно во моментот, кои цели ми се поприоритетни. Значи, постојано се во одреден конфликт на улоги и нивото на стрес е многу повисоко. Значи, и во многу голем дел од истражувањата и се кажува дека и доживувањето на жените е дека никогаш не можам да добиам се.
Значи, колку и да се трудам, колку и да напредувам во кариерата, повторно, кога ќе дојде... Има нешто што ќе Така, кога има проблем дома со децата, јас сум таа што треба да се врати и да го реши проблемот. Тоа е таа улога на мајка, исто така, нели, породилните отсуства, периодите во кои што нели треба грижа за бебето, за детето, кои што се тесно врзани за мајката, па ќе кажам, ствара кај женската популација едно доживување дека еве, и колку и да сакам, значи до тука е, нема каде, не можам понатаму, така да и нивото на задоволство како што го мерате, да речеме пониско во кај женската популација. Друг фактор што тука се наметнува е што платата на жените, што се на исти позиции со мажите, без разлика што работат на исти позиции, имаат исти квалификации, во 60% е помала. Значи, без разлика што се на исто ниво. Како фактор и платата влијае на задоволување, да речеме, на овие барем базични потреби. Нели разговаравме минатиот пат дека повисоките потреби со материјални добра не се задоволуваат. Таму е потребно нешто друго. Меѓутоа, за да се задоволат базичните потреби, платата е основата. Значи, кај најголем дел, пак ќе кажем, од жените што дошле до некаква во висока позиција, повторно не се вреднувани исто како мажите, и уште една работа е тоа што многу мал број од нив се на повисоки позиции. Значи, растењето по хиерархија доведува до повисоко задоволство и среќа до одредено ниво, што не е привилегија се уште на поголем дел од женската популација. А мажите посреќни, а? Немаат они улоги како сопруг, татко, не, тоа не се. Па некако жените. Процесот на остварување на целите кај машката популација оди полесно, поедноставно би рекла отколку кај женската популација, затоа што значи една жена и да има целта и да работи на целта има многу повеќе одговорности, би рекла и препреки кои што се можеби и општествено наметнати. Значи можеби индивидуално е одлука на жената што ќе прави, како и да е некако во природата на нештата, до сега статистиката го покажува тоа дека мажите се поуспешни во остварување на нивните цели. Значи, многу повеќе жени се откажале по патот на остварување на нивната визија, во остварување на нивната представа за себе, додека мажите и такако успешно си го одат патот и нели си поставуваат нови цели понатаму за себе. Задоволство од работата, да, а задоволство од животот потоа како? Па добро, тие се тесно врзани. Значи, ако сум задоволен на работа, најчесто сум задоволен и приватно и обратно. Иако нели постојат одредени теории кои што викаат дека можеби не е така, сепак во најголем дел од истражувањата, луѓето кои успеале да се реализираат на едното поле и како се успешни на другото поле. Значи не може јас дома да сум несреќен или нереализирана, успешен на работа или обратно. Иако некогаш ние имаме доживување дека на некого супер му оди на работа, ама дома е за никаде. Значи најчесто можеби тоа краткорочно да е така, меѓутоа во најголем дел на долг рок оди во пакет. Значи, ако моите потреби не успеам да си ги задоволам на работа, значи не може тешко ќе бидам среќен дома, бидејќи нештата и како се поврзани и обратно. Значи, проблемите од дома си ги носиме на работа, иако се залажуваме дека можеме пред врата да ги оставиме. Значи, ние влегуваме како целосен пакет со се она што носиме, особено кога нели работиме во директен контакт со луѓе, а сите работиме со луѓе. Така е, да. Така да задоволството од животот е поврзано, нели, представува ниво на добросостојба или на ниво во кое што доживувам дека она што сум го зацртал, патот по кој што сум одел, сум успел да го остварам на различни нивоа. Визијата, ние сите имаме различна визија за себе. Визијата за себе е крајната дестинација или каде што сакам да стигнам. Секој има свој сон за себе и многу е битно да е свесен прво. Кој сум јас и што сакам. На што го сакам како крајен исход. Многу луѓе по пат се откажуваат од сонот,
пак ќе кажам пред се затоа што останува нели на ниво на пуста желба. Имам желба, ама некој ми ја Ма не презеде сме знаеле идејата. ние тогаш ни кажале гешталтерапевтите дека треба освен жилбата да тргнеш и во нешто друго, така разградување. Колку време ќе ти треба, па целта убаво, па нели кои се чекорите до целта. Да ни кажавте вака до сега, знаете колку позрекни ќе бевме. Добра. Еве сега е Да, време. еве начин, да, Ова е Не било начинот на само пуста подигнување желба доволно, така. на свесноста. Значи многу луѓе кажале јас имав желба, имав Ама идеи, ништо. ама ништо не се случи. Значи пак ќе кажам сонот е битен. Кога ќе го знам сонот тргнувам во мисија. Мисија значи превземање акција, ама сериозна акција, во која што поставувам цели, правам стратегија, бидејќи може да не ми успее. Може да ја поставам целта, ама начинот на кој што го правам тоа да не е соодветен. Значи начинот треба да го најдам. Ако не е, нели ако удрам во зид, дали ќе го прескокнем зидот, дали ќе се залепам до зидот или можеби ќе најдам некое патче, тунел ќе направам низ зидот. Значи има и тука различни варијанти. Значи, кај онова што го спомнавме претходно, каде што останала пуста желба е најчесто удри во зид и тука останав. Се залепив и толку. Значи, се откажав, влегов во улога на жртва, влегов во улога јас не можам, ова е недостижно, види што ми прават, види околината, зидови ми поставиле, јас толку имам желба, А не ми дава? толку многу зидови пред мене. Значи, ова е најчесто доживувањето со кои клиентите доаѓаат. Јас се направив, Ама не и еве надвор во околината нема слух за тоа и ќе се откажам. Значи, пак ќе кажам, овде е до каква стратегија ќе си најдам. Кај некој друг пак ќе се удри во зид, многу ќе го боли, ама нели, ќе стане, ќе си ги истресе панталоните и ќе тргне со повторно. скок во височина ќе го прескокне зидот, ако е можно. Или можеби ако Ќе не му направи успее тунел. ни тоа, пак ќе падне, пак ќе стане, па ќе најде начин да искупа тунел или да најде некое заобиколно патче, можеби има крај на зидот. Значи сите ние индивидуално избираме како ќе си го оствариме, ќе си го оствариме ќе си оствариме нашата визија или она што сме си го зацртале во животот. Значи поставуваме цели, одбираме стратегија и исто така е многу битно кои правила ќе ги почитуваме. Бидејќи без дисциплина, континуирана дисциплина, континуиран напор, континуирана работа, нема остварување, нема себереализација. Значи очекувањето дека друг ќе ми ја заврши работата, друг ќе дојде да ми даде среќа, среќата доаѓа од надвор, не од мене. Задоволството доаѓа ако некој друг ми даде пари, некој друг ми даде работа, чекам работа. Многу често во терминологијата на луѓето што да речеме се долгогодишно невработени, јас чекам работа. И сега моето прашање е како се случи да чекаш работа? Што правиш самиот? Значи каде е акцијата? Каде е нели твојот потенцијал да превземеш одредена акција? Да си го оствариш, да си оствариш својата потреба да најдеш работа. Така е. Кај нив нема ни доживување дека имаат потреба да најдат работа. Некако доаѓа како наметнато. Некој ми кажа дека треба јас да имам работа, дека треба да имам, и јас сега чекам работа и чекам 12 години. Значи, често го споделувам тој пример, да речеме, имав средба со една од моите колешки од факултет после 12 години, токму ова го добив како одговор. Вика, што правиш, работиш нешто? Викам, добро, нешто, еве, има активности, повторно во делот на психологија во мојата област. Па како наоѓаш работа? Јас чекам работа, еве 12 години нема работа. Викам, добро, што превземаш? Како чекаш работа? Одам на Google, на нели страниците каде што има огласи и кога ќе го искуцам зборот психолог, не ми излегува ништо. Нема огласи за психолог. Така чекам работа. Така чекам работа. Значи, ова е пасивниот начин или начинот на кој што нели цело време е околината во фокус, сите други се криви, не е моја одговорност, не сум јас тој што треба да направи било што. Не ја направив до тука се. Да, и мојата среќа зависи од другите. Некој чека од сопругот. Значи чекам да ми даде пари, чекам да ме облече, чекам да ме однесе на одмор. И така доживотно чекам. Значи, и дури кога ваквите луѓе дури кога ќе дојдат до сознание низ некој процес дека
имаат потенцијал да направат нешто различно, за нив е многу на почеток тешко прифатливо дека пред сознанието дека јас сум можел цело време нешто да направам, а цело време сум чекал. Затоа што убаво ми било чекам. Добро, тоа било изборот, да речеме. Да се закачам на тука може и организацијата да ја ставиме, да се закачам на фирмата, да се закачам на сопруга, да се закачам на нешто некаде и од таму да чекам да ми дојде среќа. Значи и терминологијата е таква. Таква, да. Чекам да дојде мојот ден, моите 5 минути. И кога ќе дојде некој, како клиент, како не знам кај вас, и ќе побара, нели сите ние некако сме можеби несвесни за тоа дали сме, нели на прашањето еве не знам и самата да одговорам, дали си задоволна од животот. Нели? Тоа е прашањето кое што треба да го одговориме кога ќе нели седнеш вака пред некој и треба да му кажеш некое свое искуство да споделиш. Па добро, можеби тоа задоволство од животот е одсликано преку различно однесување, различни емоции и различни доживувања за себе. Така да поавтентично прашање е како си сега? А како си или сега? како се чувствуваш со себе? Или што е она што го доживуваш? Како се чувствуваш во твоето тело? Значи, како се однесуваш, дали, да речеме, сите оние навики за спиење, јадење, функционирање, одење на работа се одвиваат нормално или нешто се сменило, или можеби во доживувањата, дали се чувствувам лагодно, исполнето, дишам слободно, значи во мене циркулира воздух и целиот процес се одвива нормално, или можеби ми стои тежина во плуќа, па не можам да дишам, кнедла во грло, болки во мускулите. Значи, не се секогаш луѓето свесни за што е она што стои во позадина или која потреба е незадоволена. Најчесто доаѓаат со одредени доживувања. Може на телесно ниво да биде доживувањето, може на ниво на чувство. Се чувствувам многу лута, многу сум бесна, многу сум излезена од колосек, не знам што ја правам со себе, тажна сум или па од друга страна може да се чувствувам многу во рамнотежа со себе. Значи сите овие показатели кажуваат што е она што се случува во индивидуата. Значи од улога на терапевти битно е да се види целокупното поле на функционирање. Значи не само индивидуата, туку и околината во која што таа индивидуа живее. Значи бидејќи најчесто доживувањата се поврзани со ние не сме изолирани, се поврзани со целото окружување, така да во целиот процес се зема целокупната слика и каде дошло до блокада во овој круг на доживување. Значи во кој момент процесот е прекинат и потребата не е задоволена. Дали кога доживувам дека имам потреба, дали кога се мобилизирам за да тргнам во акција, дали процесот на акција е спречен или можеби во делот на задоволувањето доаѓам до задоволување на она што сум го зацртал и остварувам целта, меѓутоа не чувствувам автентично задоволство. Значи, тука се испитува каде е блокадата и како дошло до неа. Сега како дошло до неа? После има некои техники со кои што им помагате, да? Да, значи како дошло или како си ја правам блокадата, тука исто се работи на во која функција си го правам тоа, значи што добивам кога се блокирам, бидејќи секоја блокада има, секој симптом има своја функција, има зошто постои. Кога сум научил вака да се однесувам, значи од кого сум научил. Исто така е доста битно за да се дојде до свесност, бидејќи начините на кои ние реагираме или на кои што ја чекаме среќата или одиме по неа, пред се зависат и од нашите модели, од кои сме, нели, што сме гледале околу нас. Дали сме гледале пасивни родители, да речеме, што цел живот чекаат да им даде некој стан, или можеби активни родители кои што правеле и нели тули со сопствени раце па граделе стан. Значи и тоа го има. Така да во зависност од искуствата и ние некако нели сме избрале некој модел кој што во тој момент бил најсоодветен, бил соодветен на 3 години, 5 години, 8 години. На 30 веќе не е. Значи кога ќе дојдам до сознанието што си правам, каде се блокирам, моја одговорноста за она што си го правам, тогаш веќе имам право и да избирам. Можеби ќе изберам да бидам и посреќен. Бидејќи среќата е избор. Да си дозволам да бидам среќен и со мали нешта, и со мали цели. Иако нели не сум стигнал до големата цел,
секојдневно работам на неа. Па и малите чекори се многу големо задоволство. Па и да се наградам на крај на ден. Кога ќе го направам малиот чекор, да си кажам, аха, сега ќе си дозволам нешто убаво за себе. Значи, без разлика ли е, нели, 5 минути одмор сам со себе, дали ќе си купам нешто убаво за себе или нели ќе си дозволам да се чувствувам или доживувам исполнета. Така е, да. Добро, времето полека одмина, само може да сумираме вака некако, нели, ако можеме да зборуваме уште многу време за и околу тоа чувство на среќа, чувство на задоволство и така натаму, дека треба прво да тргнеме од тоа дека желбата не е, пуста желба не е се, дека треба да ги следиме чекорите ваши, да направиме стратегија, да знаеме која ни е целта и така натаму, и потоа и телото ни било созреано за да тргне во акција, така? Да. А ако не, па и мал чекор е доволен за задоволство. Така некако. Апсолутно. Да. Секој мал чекор кој води до поголемата цел и како е доволен за да се чувствувам исполнет. Срекни. Ако знам што правам. Значи, така многу е битно да знам кои ми се целите, која ми е визијата и да тргнам по патот и да не се обесхрабрувам кога 1000 пати ќе сгрешам. Значи, од грешките и така учиме и стануваме, нели, по-цврсти посилни во она што го правиме. Така да учењето по пат на обиди и грешките како е пожелно во целокупниот процес и процесот е само исполнувачки. И ми донесува многу голема среќа кога ќе видам каде сум бил и каде сум стигнал на крај. Ви благодарам за ова поделено искуство и за овие научени нешта. Ете и сега побогати со уште едно искуство, одиме натаму. Продолжуваме со отворената утринска програма на телевизија Нова, наречена информација точна и навремена. За некои 8 минути следуваат и најновите информации, прво за временските услови. Тука е Валентина Грорковска да ни ги соопшти, а потоа и Александра Велинова ќе ни ги кажа најновите информации од земјава и светот. Останете на телевизија Нова. Некој седи само чека, некој работи понекад, некој движи многу брзо, некој оди пополека. Сите сме своји богови, за некого сме робови, трошиме пари готови, направени од снобови, затворени во систем кој не удира се раун. Елитата е горе, борците се underground. Христијани, муслимани, атеисти, будисти, евреи, комунисти, демократи, терористи, политичари, музичари, уметници, спортисти, поврзани во мрежа која спојува со мисли. Подсетете се кога бедме само дивјаци со крици и мимики, без имиња ни на динаци, одвоени од тогаш ние, вие, јас и ти. Постојано сме во војна, ако брееме за мир. Сите сме ситни микроорганизми, некои се су добри, некои само лоши мисли. Верувај во себе, боите не се битни, бели, црни, жолти, црвени, сите сме исти. Сите сме ситни микроорганизми, некои се со лоши, некои само добри мисли. Верувај во себе, боите не се битни, бели, црни, жолти, црвени. Само лоши мисли. Сите сме исти, ситни микроорганизми. Некои се за лоши, некои само добри мисли. Ние сме поделени на групи, одвоени со селекција, создадени без причина по некоја инерција и многу пред нас топката почна да се врти. Играта е вечна, ама никој не се бесмртни. Една шака 5 прсти, 2 заедно 10. Дигни ги увиси, само мафта е на цел свет и некој ке те види, примети и поздрави. За универзумот сме сите исти и познати, а би те прашал дознали кој не создаде и движи. Вистината е пред нас тука, но секој мижи без грижи. Замисли ги сите луѓе мирни и животните знаат дека за се ние сме криви, горе види. Никој не те чека да те прими, оставени сами со себе со исти особини. Сите сме само мал момент од ова
planeta. Pa vaka ili daka, koga toga ške ne snema. Site sme isti. Site sme isti. Site sme isti. Site sme isti. Site sme sitni mikroorganizmi. Nekoj se su dobri, nekoj samo loši misli. Veruvaj u sebe, pojde, ne se bitni. Crveni, žuti, crveni, site sme isti. Site sme sitni mikroorganizmi. Nekoj se su loši, nekoj samo dobri misli. Veruvaj u sebe, pojde, ne se bitni. Crveni, žuti, crveni, site sme isti. Site sme isti, sitni mikroorganizmi. Nekoj sve su dobri, nekoj samo loši misli. Site sme isti, sitni mikroorganizmi. Nekoj sve su loši, nekoj samo dobri misli. Site sme isti, site sme isti. Crni, žuti, crveni, site sme isti. Site sme isti. Site sme isti. Одиме со хитот на неделата, а во продолжение имаме уште еден интересен разговор. Станува збор за активностите и се оно што се случува во СОС детското село Македонија, но при тоа хитот на неделата кога сме кај него, постои една песна со навистина космополитски текст и универзална порака. Музиката е на Фил Мано, Берта Наслани и Нокаут, а спотот е дело на БМА продукција. Текстот е пак на Тони Зен. Веќе знаете за кого станува збор. Исти пеат Нокаут и Тони Зен. Site sme sitni mikroorganizmi. Nekoj se su dobri, nekoj samo loši misli. Veruvaj u sebe, pojde, ne se bitni. Beli, crni, žuti, crveni, site sme isti. Site sme sitni mikroorganizmi. Nekoj se su loši, nekoj samo dobri misli. Veruvaj u sebe, pojde, ne se bitni. Beli, crni, žuti, crveni, site sme isti. Pogledi se во ogledalo i kaži mi što gledaš. Ke shvatiš site isti sme od početok do svega. Nekoj sedi samo čeka, nekoj raboti ponekad, nekoj движи много брзо, некој оди пополека. Сите сме своји богови, за некого сме робови. Трошиме пари готови, направени од снобови. Затворени во систем кој не удира Surround. Елитата е горе, борците се underground. Христијани, муслимани, атеисти, будисти, евреи, комунисти, демократи, терористи, политичари, музичари, уметници, спортисти, поврзани во мрежа која спојува со мисли. Подсетете се кога бетме само дивјаци со крици и мимики без имиња ни надимаци, одвоени од тогашние вие, јас и ти. Постојано сме во војна, ако бреем не замни. Сите сме ситни микроорганизми. Некои се су добри, некои само лоши мисли. Верувај во себе, поите не се битни. Бели, црни, жути, црвени, сите сме исти. Сите сме ситни микроорганизми. Некои се су лоши, некои само добри мисли. Верувај во себе, поите не се битни. Бели, црни, жути, црвени, сите сме исти. Сите сме исти, ситни микроорганизми. Некои се су добри, некои само лоши мисли. Site sme isti, sitni mikroorganizmi.
некоја инерција и многу пред нас топката почна да се врти. Играта е вечна, ама никој не се бесмртни. Една шака 5 прсти, 2 заедно 10. Дигни ги увиси само мафта е цел свет и некој ке те види примети и поздрави за универзумот, сме сите исти и познати, а би те прашал дознали кој не создаде и движи. Вистината е пред нас тука, но секој мижи без грижи. Замисли ги сите луѓе мирни и животните знаат дека за се ние сме криви, горе види. Никој не те чека да те прими, оставени сами со себе, со исти особини. Сите сме само мал момент од оваа планета, па вака или така, кога тогаш ке не снема. Сите сме исти. Сите сме исти. Сите сме исти. Сите сме исти. Сите сме ситни микроорганизми, некои се сурови, некои само лоши мисли. Веруваме во себе, кои не се битни, геници, жълти, црвени, сите сме исти. Сите сме ситни микроорганизми, некои се лоши, некои само добри мисли. Веруваме во себе, кои не се битни, геници, жълти, црвени, сите сме исти. Сите сме исти, ситни микроорганизми. Некои се са добри, некои само лоши мисли. Сите сме исти, ситни микроорганизми. Некои се са лоши, некои само добри мисли. Сите сме исти. Сите сме исти. Бели, црни, жълти, црвени, сите сме исти. Сите сме исти. Сите сме исти. Јудиме со отворањето и на третата тема во оваа отворена утринска програма на телевизија Нова, наречена информација, точна и навремена или ИТН. Она кон што се стрема тие, односно нивната визија, е секое дете да има семејство и да расте со љубов, почит и чувство на сигурност. И јас навистина отворено ве прашувам, а дали навистина има и поважно нешто од детскиот живот. Додека вие одговарате утаму од своите удобни фотели, залегнати таму, некаде нели подготвени да отпатувате некаде, останете уште малку заедно со отворената утринска програма на телевизија Нова да ги чуете деталите околу тоа, ако некогаш сте се прашувале нели од кога постои СОС детското село во Македонија, што е она што се активностите со кои што тие или за колку деца тие се грижат во мигов, колку луѓе оттаму излегле и станале навистина возрастни граѓани и образовани луѓе, нашле своја работа, има се свој семејство. За сето тоа одговорот двете дами денеска во отворената утринска програма на телевизија Нова. Добро утро или веќе добар ден за националниот директор Јулијана Гапо на СОС детското село Македонија и добро утро за Александра Спасовска, пиар или делот, нели вие сте во делот на поддршка на сето она што убавата страна на она што се вика СОС детско село или комуникацијата со нас медиумите, па потоа како ние сите да дознаеме за вас, па да ви помогнеме со поддршка. Добро утро, добре ни дојдовте. Господја Гапо, сега започнувам со вас, нели? Читајќи или подготвувајќи се за овој разговор или оваа тема и СОС детското село, нели кога се помага на децата, секогаш прашањето како вие, или јас се ставам во ваша улога, како вие имавте однос, да речеме, кон тоа СОС детско село пред да станете национален директор и како потоа, откако станавте? Значи, која е тежината, која е разликата во видувањата? Како обичен граѓанин, така да се наречам, пред да станам национален директор, имав едно многу ограничено и тесно разбирање и видување за тоа што всушност подразбира работата на СОС детско село. Сметав дека е насочена конкретно само со работа на деца без родители. Делумно го гледав тоа како една жална приказна. И меѓутоа целата таа идеја на помагање на оние на кои што најмногу им е потребно ме привлече.
бидејќи претходно работев во маркетинг и сметав дека со моето знаење и со вештините кои ги имам, всушност ќе работам не за компании, туку за оние на кои што всушност најмногу им треба помош. Така. Меѓутоа, нели како што рековте, од кога ќе влезете во таа приказна, добивате една сосема поинаква перспектива, дека всушност организацијата не е насочена само на поддршка на децата без родители, туку се грижи за она што се случува во заедницата. Во рамките на програмата имавме на почетокот еден мобилен тим, така да го наречам, кој што всушност помагаше на социјално загрозени семејства во општина Гази Баба, во околината на селото. И набрзо потоа во 2010 година всушност отворивме советодавен центар за родители и деца, кој што работеше со социјално загрозени семејства, кои што се во големи социјални ризици, значи тоа се приматели на социјална парична помош, а многу брзо потоа и уште еден таков центар во општината Шуторизари. Така да, освен децата кои што се без родители, всушност работиме и со децата кои што се во големи социјални ризици и постои ризик да изгубат грижата од своите семејства. Така. Се враќаме 49-та, тоа е годината кога се создало првото СОС детско село во Австрија, во местото Имст. Знаеме ли зошто токму таму, зошто токму тоа место избрано за прво место, за првото СОС детско село? Па тоа е едно австриско селце, кое што го имам посетено. Избрано е затоа што основачот Херман Мајнер, кој што ја започнал целава оваа идеја, брал тоа село бидејќи имало одредена инфраструктура која што во моментот одговарала за такво нешто. И после Втората светска војна имало многу деца кои што биле останати без родители. А во селото, всушност и во близината на тоа село, имало доста мајки па кои што ги изгубиле своите деца. И така, всушност, тој дошол до една идеја да ја спои таа една приказна, да ги спои едните со другите. Да. И од таму потекнува таа идеја, потоа се шири многу брзо и во низ Европа. А до ден денес веќе е распространета низ целиот свет и постои во 133 земји во светот. Супер. Заедно со нашата 134, значи. Не нашата. Нашата е 133. Да, добро. Александра, ве вклучувам и вас во овој дел од разговорот. Значи, гледаме тука прекрасни честитки. Тоа беше и првата моја иницијална каписла да ве викнам, или доаѓа времето кога треба да им кажеме на сите дека треба да ги купат сите овие прекрасни честитки, затоа што тоа е само мал придонес за она што се вика убаво дело за секој од нас, да им помогнеме на децата во СОС детското село. И кога ве прашав каков е одзивот, вие ми рековте па некако како да работите нели со социјални медиуми и со се она што се вика интернет комуникација и така натаму, се нешто ни е полесно да направиме интернет комуникација или електронска пошта, поубаво да им честитаме новата година, а не да купиме прекрасна честитка. Точно, се согласувам. Идејата за новогодишните честитки доаѓа токму и од суштината на нашата работа, односно давање на љубов и грижа и поддршка на децата, а и овие честитки ги гледаме како еден начин да се одвои малку повеќе време и да се склопат своите мисли од едни убави желби и посакувања за наредната година, да можеме да им ги испратиме на оние што ни се навистина важни. И точно е дека во ова денешно брзо време и социјални медиуми и паметни телефони, некако ни е најлесно, го избираме најлесниот начин, а меѓутоа ние навистина на овој начин се трудиме да ги вратиме луѓето малку назад, да ја задржат таа традиција, бидејќи навистина нема ништо поубаво да добиете рачно напишана честитка, особено денес кога е тоа многу ретко. Така. И сега каков одзивот? Колку луѓето купуваат честитки и колку со нив им се помага? Или нели, ајде да кажеме, тие сите пари, средства одат во СОС детското село. Токму така. Сите кампањи, сите активности кои што ние ги превземаме со цел да се обезбедат средства, го
го правиме за да обезбедиме средства за да ги поддржиме ранливите категории кои што ги поддржуваме, односно децата без родители и родителска грижа и децата и семејствата кои што се во социјален ризик. Иако интересот опаѓа, знаеме од време на време да добиеме коментар кој не радува дека се уште го прават тоа и ги купуваат честитките, токму затоа што имаат хумана мисија. Ние ќе се бориме, ќе бидеме истрајни, наоѓаме нови начини да понудиме нешто ново, креативно, да им биде интересно на луѓето за да го задржиме нивниот интерес. И сега не се само компаниите оние кои што може да купат честитки, така? Токму така, на нашата веб страна постои онлайн секција, односно мала онлайн продавница, каде што секој кој што сака за многу кратко време, внесувајќи ги основните податоци, може да си ги избере мотивите, да направи нарачка, потоа наши одговорни луѓе ги контактираат и честитките може да им бидат испратени на територија на цела Република Македонија по една символична сума од 60 денари, а исто така од наредната недела ќе бидеме присутни и во поголемите трговски центри во Скопје со наши штандови на кои што ќе можат луѓето да директно да дојдат и да си ги купат новогодишните честитки. Добро, значи 60 денари, а тоа се можеби малку или нешто што може да си го оддели од својот джеб секој веројатно од нас и од оние што не гледаат во мигов, а тоа е многу нели символично е, но е многу кога ќе се соберат повеќе средства да речеме за сите тие деца во СОС детското село или воопшто за функционирањето на СОС детското село. Токму така. Така е, да. Зборувавме за тоа нели како се создало првото СОС детско село, што се тоа се случувало во годините, нели ајде да не зборуваме за тоа што биле постапките или кога, но ако зборуваме кај нас, 98 односно 99 започнува веќе изградбата на СОС детското село во Македонија. Кога тргнала цела таа работа, дали се чувствуваше, нели, не знам, вие не сте биле таму, но веројатно ви кажале луѓето кои што биле одговорни во тој миг. Дали се чувствувало дека ова ќе трае, дека ќе биде нешто кое што не само што ќе обстои, туку и ќе има, не знам, 50 на студенти кои што ќе завршат факултет, така уште толку, не знам уште колку дипломци и така натаму. Значи, имале ли визија луѓето кои што го создали СОС детското село во Македонија дека ова ќе биде нешто што ќе трае со години? Па луѓето основачи претпоставувам дека имале визија во однос на ова, меѓутоа заедницата граѓаните, па дури институциите, мислам дека немале представа всушност каков концепт е ова, каков начин на скрижување, што значи, што во иднина тоа ќе представува во нашава земја, бидејќи самото отварање траело подолго време, тешко одел приемот на деца. Во 2002-та примено е првото дете, кое што всушност и цела година било само во СОС детското село, се уште имало преговори со институциите тогаш, немало доволно разбирање за начинот на згрижување. Разбирање и недоверба, така некако да. Па и недоверба, да. Недоверба во тоа како тој да, тешко исто можело да се најдат згрижувачи кои што ги згрижуваат децата, така да почетоците биле доста тешки, како вообичаено што оди кога е нешто ново и непознато, па луѓето се внимателни, меѓутоа веќе 2005-та селото почнува да работи со повеќе од 60% капацитет, тогаш и официјалното отварање и многу наврзо тоа, значи, згрижува околу 70 до 80 деца, што значи со некој пол капацитет работи од 2007 година па се до 2010-та, денес имаме малку помалку деца, меѓутоа тоа заради некои законски ограничувања. Така. Кога сме кај згрижувачите, тоа е пак уште една страна, нели, на медаљата. Ако е страната една да се најдат децата или кои тоа деца ќе бидат, нели, деца без родители и родителска грижа, дел од СОС детското село, втората работа е што многу е важна веројатно за секој национален директор е како да се најдат вистинските згрижувачи или тие се, нели, како ги викаат, тие мајки, тоа се нивни мајки таму, тие се грижат за нив цело време. Па да, децата ги нарекуваат мајки, тетки, родители, така на различен начин. Тоа е една хумана професија, мисија, бидејќи тоа не е, значи кога ќе се посветите на тоа, не можете да кажете јас ќе работам тука или ќе бидам тука посветена на ова кратко време. Едноставно таа работа треба да влезете во тоа. Да, треба да се посветите искрено, да ги сакате децата, тие возвраќаат на тоа и тогаш се создава една емоционална врска помеѓу згрижувачите и децата, која што трае кај некој, нели, после дури 18 години. Да. Да се најдат згрижувачи не е лесно.
таа професија кај нас не е доволно промовирана, по моје мислење. Не е доволно дадена почит, вистинско место во заедницата. Луѓето не се доволно запознаени што значи тоа да бидеш згрижувач, дека тоа е голема одговорност и чест која што ти ја дава и државата и заедницата да се грижиш за дете кое што нема родители или дете кое што во моментот се наоѓа во одреден ризик и нема кој да се грижи за него. Така, да. Александра, не ве прашав вас, ве прашав директорката, какво беше вашето прво искуство кога влеговте во СОС детското село? Како е тоа однадвор кога сега работите во однос на тоа каде ќе работиш, нели? А потоа кога ќе влезеш и добиваш некаква представа за тоа каде си, со кого си? Па токму така како што спомена и Јулијана, с мојата слика, а и нешто што како искуство го добиваме од многу наши пријатели, поддржувачи кои што доаѓаат за прв пат во детско село, беше комплетно различно. Колку и да прочитате и видите и споделите други искуства, додека не дојдете во тој, да речеме, еден свет, не сте свесни што всушност станува збор. Овде станува збор навистина за еден алтернативен начин на згрижување, поинаку од се друго што се случува во институционалните форми и државата. Можам да кажам дека се работи за навистина едно големо семејство. Најголемиот дел од луѓето кои што се работат во оваа организација се долго време тука. Многу добро се познаваме и се трудиме да функционираме најдобро што можеме, бидејќи секојдневните предизвици во работење со оваа ризична група се навистина големи. Ама јас сум тука веќе 8 речи си 9 години, така што љубовта и оваа хумана мисија навистина ве мотивира и ве држи секој ден. Некогаш и кога е навистина многу тешко и не може да се стигне се да се направи, имајќи го секогаш она на ум дека работите навистина за една поголема мисија, ве прави навистина среќни. Ова е отворена утринска програма, а ние имаме и подарок за оној кој што ни се јавува. Добро утро, кому? Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Заровски Игор. Да, повелете. Се работи за темата. Која беше темата за ова? Не сега вака, ако се договоривме дека не сте не слушнале од почеток, нели немаме многу време за објаснување која е темата, СОС детско село. Сакам да учествувам. Добро. Вака сега, останете вие таму во својот дом, ќе добиете подарок од нас, за да имаме доволно време ние овде да кажеме што имаме да кажеме на темата. Може така? Договорено е. Да. Ви благодарам за јавувањето, така, значи овој подарок е подарокот за? Тоа е еден сет од честитки кои што ќе може да ги испратат на своите сакани. Иако вие не сте не гледали од почеток, ама еве ние ви подаруваме нешто за да се сеќавате на отворената утринска програма и да се посетите дека СОС детското село постои за тоа дека ние сите треба да се сетиме на нив и дека ние сите треба да се сетиме барем еднаш во годината да ги купите овие преубави честитки и да му подарите на некој дете поубаво или безгрижно детство, како сакате тоа. Видете го, ама така некако излегува на крајот, нели Александра? Да. Кога сме кај тоа колку деца излегле од СОС детското село, не знам како стојат бројките, нели? Но јас сакам да знам или знам генерално неколку примери кои што и сакам да ги имам во иднина, нели? Со ваша помош секако Силвана во МНР која што работи е една од тие убави приказни на СОС детското село, Даниел Михайловски е уште една убава приказна. И неговата средба со Бан Ки Мун може би има што да ни каже од таа средба со овој човек, но пред да ги слушаме нивните приказни, колку е пак убаво задоволството кога ќе знаете дека некое дете кое што веројатно ќе имало многу поинаков живот, доколку не станало дел од СОС детското село, нели, потоа добива, нели, станува средношколец, па студент, па завршува факултет, па и постдипломски студент, така натаму и станува навистина високо образован граѓанин и граѓанин кој што еве им кажува на сите дека мисијата е вистинска и мисијата е вистинска. Па тоа е најголемата сатисфакција за нашата работа и поединечно мислам за секој вработен, кога ќе видите дека резултатот од вашиот влог, од вашата работа на крајот еден млад човек кој што има иднина, кој што има амбиција, кој што работи, кој што може да создаде семејство и да врати на заедницата, мислам тоа е најголемата награда и ние сме навистина горди со сите тие млади луѓе кои што биле дел од детското село, денес кои што се своји, независни, работат и така натаму и кои што не споменуваат понатаму, контактираме.
ни помагаат, понекогаш и тие ни возвраќаат. Кога сме кај контактите, колку често ви се јавуваат, колку често сакаат да ви информираат за се она што ни се случува понатаму во животот? Па, со некои почесто, со некои поретко, во зависност од потребата. Меѓутоа, на пример, се случува понекогаш веќе и ние да ги бараме нив за некоја услуга. Така? Да. Да. И дури имаме веќе и такви потреби, така да имаме редовни контакти со децата, ние ги викаме понекогаш децата, тие се млади луѓе. И понекогаш дури те учествуваат и во некои заеднички хуманитарни иницијативи наши, ја промовираат нашата работа, што исто така сметам дека е навистина одговорно и благодарно од нивна страна. Така е, да. Доаѓаме до еден нов миг, така, или нешто ново за промоција. Овде гледаме и навистина убава идеја. Еве, мене ми се допаѓа лично Александра. Може ли да ни кажете календар, ама не секојдневен календар, може така некако да биде? Да, ти благодарам. Тоа е еден нов производ, резултат на многу љубов. Значи го спремавме малку подолго време, исто така се поврзува со она што е сршта на нашата работа, односно да им овозможиме среќно детство и поубава иднина на децата во ризик. И сакавме да ги искористиме точно оние работи што нив ги прават среќни. И тематски посветувајќи се на секој месец ги запрашавме нив што ве прави вас среќни, зошто го сакате токму мај. Добивме многу интересни искрени одговори кои што ги вметнавме на сите картички. Идејата е кога ќе го имате ова на вашето работно биро. Добро, ова е последната картичка. Ова ви е картичка која што ќе биде на крајот и ќе биде место за вашата фотографија кога ќе завршат сите 12 месеци. Каде можам да покажам вама? Еве вака. Или вака некако. Еве оставам јас, а вие покажате, добро. А јас сакав само јануари да го искористам за една убава порака. Вели јануари го сакам затоа што правиме снежко и кога студи мене ме греат ракавичките што ми ги сплета баба, рекол Војдан кој што има само 4 години. И она што е интересно, кога ќе ви заврши месецот, така, оваа картичка ја сечате уредно и ја праќате. Можете да испратите, да, за било каква прилика или само да поздравите некого. Значи, идејата е да можете сите 12 картички да се искористат на таков начин, а додека го имате на вашето биро, едноставно да ви го обојат, можеби, или раздвижат секојдневното сивило и да ве потсетат на она што е навистина важно, оние мали моменти кои не прават среќни. Целта е со продажбата на овој календар да собереме средства за да можеме да поддржиме нашата целна група, односно да ги поддржиме децата, нивните образовни потреби и се она што понатаму треба да се случува за да еден ден станат независни млади луѓе. Така, и сега да не останеме должни, колку чини ова задоволство на нашата маса? Календарот чини 300 денари. 300 денари. Ги земавме сите параметри во предвид, го сметаме за еден ексклузивен производ, е изработен на навистина посебна хартија. Сите 12 картички може да бидат искористени и испратени и на крајот да ви остане за еден убав спомен во кој што ќе прикачите вашата омилена фотографија. Супер. Имаме уште нешто за кажување, станува збор за 27 декември. Се договоривме дека ќе бидеме и ние на некое место кое што. Да. Место, како беше? Место токму така. На 27 септември, декември, се извинувам, во градот треба да никнат места со срце. Тоа е една бројка на локали, угостителски објекти во нашиот град, кои што почна да се одзиваат на нашата иницијатива и тој ден да го отстапат својот локал или да го отстапат својот локал како место за срце за поддршка на СОС детско село. Идејата е тој ден сите оние кои што ќе поминат или ќе застанат во тие локали, ќе го испијат своето утринско кафе или ќе уживаат во својата омилена салата, да ја дадат својата поддршка и придонес на работата на СОС детско село. Кампањата официјално започнува во понеделник на 15 декември, кога ќе имаме многу повеќе детали, а вас ќе ве очекуваме на самиот ден на 27 септември да направиме уште една промоција на самиот настан. Дека тоа ќе биде убаво брендирано местот, но со секој тие места ќе биде прекрасно обележано, дека е место со срце. Ќе бидат одбележани, идејата е да бидат обележани, да се разликуваат од другите и луѓето да ги изберат тој ден токму затоа што ќе бидат места со срце и ќе имаат една хумана мисија во текот на целиот ден. И сега знам дека не смете да кажувате детали за тоа колку луѓе веќе или колку газди на кафичи или локали се веќе пријавиле, но јас ве прашувам, интересот е добар, задоволителен за онака? Да, не би сакала повеќе детали да откривам сега. Се што треба ќе почнеме да откриваме во понеделник. Меѓутоа можам да кажам дека на наша радост
приемот од сите до сега е позитивен. Во исто време сакам да искористам оваа прилика да сите оние кои што сега не гледаат или ќе чујат или ќе видат нешто за оваа кампања, слободно да се јават во нашата национална канцеларија на телефонот 3290 556 да не побараат и ние ќе им објасниме точно за што се работи и како тие можат да ни помогнат. Така е, да. И некако го заокружувам овој разговор со, нели, знаеме која е целта, знаеме која е визијата. Прашуваме како или колку сме свесни ние сите како луѓе, како граѓани, зборувам за потребата да се помогне онаму каде што треба. Не како дел од организации, туку како самостојни битија. Дали чувствувате потреба дека треба да допреме и до секој од нас за помош? Па, ние како граѓани мислам дека во изминативе години доста ни е подигната свеста во однос на солидарноста, хуманоста кон оваа ранлива група, да, кон оваа ранлива категорија, меѓутоа и генерално, што сметам дека е позитивно. Колку луѓето имаат можности всушност да си дозволат да им помогнат на другите, тоа е едно друго прашање. Меѓутоа мислам дека се движиме во правец да станеме и ние граѓани, да речам како граѓаните на Европа, каде што секој од нас ќе помага некому и нема да биде прашање дали ќе помогнеме, туку кому ќе помогнеме. Затоа ние како невладини организации, значи освен СОС Детско село, има и други организации кои што работат со деца со посебни потреби, со други ранливи категории. Јас велам, не морате да помогнете во моментот на СОС Детско село. Ние ќе бидеме среќни доколку се помогне на било која ранлива категорија на која што е потребно и се трудиме како невладини да ја промовираме работата која што работиме, заедницата, граѓаните да станат свесни за важноста на нашиот влог и се она што го правиме досега во изминатите години и она што ќе го правиме. Бидејќи работата на организациите како нашата е да го надоместат оној дел кој што недостасува од државата. Бидејќи треба да бидат свесни дека некои работи државата никогаш нема да може сама да ги направи доволно квалитетно или доволно добро и затоа организации како нас се тука за да го надоместат тој дел, да премостат, да помогнат. Меѓутоа, ние тоа самостојно не можеме да го направиме. Секако сите заедно. Да, само со помош на партнери, соработници, компании, индивидуи, на тој начин ќе можеме да промениме иднината на многу деца и да направиме позитивна разлика. Така, ви благодарам за ова споделено искуство. Се надевам дека ќе донесеме и некои позитивни примери, нели барем овие два кои што ги спомнав и зашто не уште куп деца од СОС Детското село. Ви благодарам уште еднаш, ви благодарам и вам, драги мои. Дојде и време за крај да кажеме ви благодарам што и овие 180 минути бевте заедно со нас и да му кажам на вториот кој што ќе се ви на 2402 005 или 2402 002 дека ќе добие сет убави честитки, па ќе има кому потоа да пишува среќна нова или среќен Божик, како сакате. Довидување до утре. Утре се гледате всушност со Ана Тодевска, јас сум со вас веќе во петок. Довидување до тогаш. There's a humming in the restless summer air, and we're slipping off the course that we prepared. But in all chaos there is calculation, dropping